Девојчето со долгата коса, нејзин проект кој што беше промовиран пред речиси 2,5 години и во рамки на утринската ја имавме секако со сега веќе и нејзиниот сопруг. Меѓутоа, утрово повторно таа ќе рече: добре дојдовте во мојот свет на Стефанија или светот на Стефанија. Драго нешто и оваа година кога таа се подготвува за најубавата и веројатно прекрасна улога во животот кај една дама. Ќе честитаме секако здравје Боже за скоро, меѓутоа и официјално вака утрово од Битола ни се јава Стефанија, за да го промовираме нејзиното ново музичко искуство или проектот. Нема да молчам, еден интроспективен текст и една мудра порака која што ќе биде едно лично, а се надеваме и колективно будење преку пораката која што ќе ја испрати таа утринава. Стефанија, голем поздрав од Ивана, Марко и целата екипа од Утринска. Добро утро. Добро утро, прекрасни, најмили Ивана и Марче. Одамна се немаме видено, подружено. Да. Многу сакам да ве гушнам, но го сеќате тоа гушкање сигурно од тука преку екраните, телефони, онлайн. Поздрав до цела екипа на Телма и сите гледачи на Телма. Така е, да. Се чувствува, се разбира енергијата и тоа кое што го имаме взаемно, тоа е нашата меѓусебна соработка, па и пријателство. Се со цел, нели, во еден ваков разговор да го пренесеме она кое што е најново и се разбира она кое вреди да се сподели, особено за нашите гледачи и за македонската публика. Исповед и повик за будење насловивме нашата тема, нема да молчам, и веројатно нешто кое представува гласна порака за тоа кое за било што и да помислиме како денешна тема или нели начин на живот, веројатно молчењето е нешто кое би требало да биде исто така сведено на минимум, ако сакаме да го дадеме својот глас. Точно така. Со оваа песна баш решив веќе да престанам да молчам, да не потиснувам ништо во себе, да ги искажувам своите мисли и чувства, односно да ја превземам страната на вистината, која што сметам дека е и Божјата страна, и затоа оваа песна некако става една нова платформа, како што рековте, на будење. Мислам, јас цело време зборувам за будење, но со оваа песна некако многу искрено пристапувам и решавам повеќе ништо да не како да ставам под тепих, како што кажуваме народски, и да ги пренесуваме вистинските мисли, чувства кон блиските, кон себе си и кон сите веќе околу нас, за да можеме да почнеме да живееме еден искрен, вистински живот. Затоа што тоа е едно балансирање, колку за да се случуваат работите, мислиме дека се случуваат за подобро, но кога ја кажуваме вистината, сметам дека иако боли е многу подобро отколку да живееме во еден свет на лаги. И како што кажува самата песна, веќе нема повеќе да светиме со насмевки на нашите лица и да се лажеме, доволно е, веќе помина тоа време. Да, Стефанија, дали нема да молча, можеби една песна за на отпор, на храброст или баш на едно ослободување? Имаше нешто што те потикна конкретно и за овој нов музички проект? Конкретен настан некој или ситуација? Искрено, оваа песна е пишувана пред можеби 4-5 години. Во тој период имаше настан, кој ме поттикна, приватен настан, за да ја напишам оваа песна, но ја оставив некако да отстои, вистински да тоа што тлееше во мене да почне да си најде едно место правилно, да не биде еден бунт како што правев претходно, како помлада кога бев, затоа што реагирав побурно, морам да признаам. За разлика од сега, каде што веќе имам некое смирение и сакам можеби преку музиката тоа да го пренесам, и затоа доби ваква форма. Еве, самата песна е боса нова, джези, на еден фин начин ги пренесува тие бурни емоции што ми се случиле, но сега овој пат се пренесуваат на еден посвесен начин, посмирен начин, и се надевам дека многу подобро можат да допрат да ги пренесам тие чувства на друг, затоа што кога си во некоја состојба каде што нешто те мачи и викаш и си гласен, тогаш не може другиот да ја приме информацијата, но на овој начин сметам дека може да допре до секого пораката.
Да, и тоа е една голема вистина заради тоа што музиката е една од помокните за пренесување на пораката како универзален јазик или нешто кое што може секој да го разбере преку музиката. А кога зборуваме за кажување на вистината и колку, како што и сама спомена, колку и да не е посакувана или можеби и да боли, сепак вистината е вистина и е една. И некако кога тоа го споделуваме или имаме храброст да го кажеме, тогаш веројатно се ослободуваме и од одреден товар кој секој од нас од време на време во различни периоди од животот може да го носи. И ова исто така кое што го спомена, во различни периоди од животот или од младоста, па како поменуваат годините, се учиме на многу работи, на повеќе лекции кои што ни ги дава животот, а потоа ја свраќаме суштината всушност и да, што е она кое е вредно за живење или нели давање на себе си во однос на тоа како и на кој начин се представуваме или се даваме на луѓето. Со оглед на тоа што си јавна личност и секогаш велиш зборуваш или веќе подолго време за будењето, веројатно си со мисла, визија, па и мисија да се пренесе таа порака токму преку музиката и верувам тука не е крајот во однос на таа порака. Така е, затоа што ова песна, како што кажав, е пишувана претходно, се уште го има тој бран на пренесување, на потреба да се кажува нешто многу силно, како што беше девојчето со долгата коса, но секако следната музика која мислам, периодот на создавање на музика, навестувам дека повеќе ќе е фокусот на чувствување на музиката и пренос преку повеќе можеби преку музика отколку текст, затоа што мојот израз претходно бил многу фокусиран на текстот, многу филозофски пристап, мислам тој секогаш ќе си остане како една нота која што се проникнува постојано во мои дела. Но сепак сметам дека сето тоа постојано кажување и повторување веќе некако има еден fade out или едно намалување. Сега може би затоа што така и ги перцепирам работите. Но секако заедно сега го погледна Владимир, со Владимир мојот сопруг создаваме многу нова музика и сите тие информации кои што тлеат во нас како музичари, како луѓе, ќе се пренесуваат и понатаму. Многу големо ни е влијанието, морам да споменам и од верата наша, затоа што вербата е таа што не води, вербата во Господ Бог наш и кога веруваш и кога знаеш дека тоа е со тебе, некако сакаш да пренесеш на луѓето, да го пренесеш тој мир што си го почувствувал и на луѓето. Да. И затоа можам да кажам дека музиката, мирот што се чувствува и нашето искуство некако се испреплетуваат во нашите дела. Да, веројатно кога си во единство со ова што го кажа како дефиниција, излегуваат на површина сите некои, да речеме, некој пат и закопани, архивирани мудрости. И верувам дека ќе се сложиме сите, можеби во минатото, кога музиката особено беше, не дека денес не е низ комерцијална призма, меѓутоа кога се говореше за будење, за свесност, за разумност и така натаму, за било што можеби во моментот обликува некакво будење кај секој од нас како заедница или како индивидуа, беше поабстрактно, денеска е многу повешто и полесно се говорат и артикулираат всушност овие емоции и чувства, како што тоа го правиш со овој сингл Нема да молчам. Сосема на крајот, пред да го погледнеме премиерно и слушнеме секако овој сингл, дали си во веројатно подготовка за најбавото издание твое, барем сега засега и на нова табула раса која што ја очекува Стефанија и твојот сопруг? Така е, секако можеби затоа и таа благодат што ја почувствувавме се пренесува и на мојот разговор веќе. Тоа омекнување веќе се чувствува, да, во новата улога е веќе како мајка, здравје Боже. Да, преблагодарна сум за ова што се случува моментално и затоа се надевам дека ќе се дружиме понатаму кога ќе помине таа првичната фаза
на запознавање со детето кое што Супер. треба да ни дојде на овој свет, така да тоа е една радосна и мислам голема вест за нас и кое што еве периодов ни го прави посебен животот. Така да за ова промоција на песна рековме да ја направиме што побрзо, затоа што веќе Доаѓаат други активности убави. новите. Така е, Стефанија, она кој што ќе ти го посакаме е лесен период до завршување на бременоста и се разбира стапувањето во една од најубавите и најодговорните улоги во животот. Сето тоа во една целина или во еден совршен баланс и веројатно инспирација за она кое што го правиш и ќе го правиш во иднина. Ништо, ги чекаме радосните вести, чувај се до следното наше слушање и до следен концерт и следна музика, секако ќе бидеме тука вешто да го испромовираме. Сега во моментот, еве оставаме во неколку секунди да го најавиш ти специјално за нашата публика, нема да молчам. Нема да молчам, нешто што го чувствуваме вистински, но не сакаме да го кажеме. Ова е направено за сите кои што сакаат да бидат гласни, а не си имаат дозволено да бидат гласни. Така да, ова нека е ваш поттик да бидете вистински. Ве сака Стефанија. Одлично, уживајте. Поздрав. Поздрав. Може би ветерска, може би бе груба, колку ли пати знаев да судам. Там, 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 там. Може би бев дрска, може би бев груба, колку ли пати знаев да судам, но знам што правам, знам што сакам, знам, сега знам. Тоа што го правам има голема основа. Научив да простувам за да обстојам. Извини, сега јасни зборови редам. Доаѓа времето, Господ не гледа. Нема да молчам кога треба да викам. Нема да спијам кога во себе вријам. До кога вака ќе се лажеме сите. Широка насмевка на нашето лице. Биди храбар, погледни се во очи, ќе добиеш нежност за да се соочиш. Начинот е груб, да те притисне, се што е лажно од тебе да излезе. Нема да молчам кога треба да викам, нема да спијам кога во себе вријам. До кога вака ќе се лажеме сите, со широка насмевка на нашето лице. Нема да молчам кога треба да викам, нема да спијам кога во себе вријам. До кога вака ќе се лажеме сите, со широка насмевка на нашето лице. Извини што претерав и што те натерав во себе да гледаш. Ми се смачи од баланс кој ништо не постигна. Да стоиме безцелни во
замрачени